Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Следува рубриката Да си кажеме, а ова утро ќе зборуваме за она што е актуелно во изминатите денови, а тоа е своевидниот потрес на финансиските пазари, односно она што го предизвика доларот прво стасувајќи го еврото, а потоа во еден момент и станувајќи посилен од европската валута. Гостин во студиото е Весна Трајковска од Сдруженијето на финансиски пазари АЦИ Македонија. Господја Трајковска, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата. Граѓаните се во дилема и се прашуваат прво на што се должи ова со растот на доларот, односно слабењето на еврото, и можеби веќе размислуваат дали своите заштеди да ги трансферираат во друга валута, дали ако штедат во евра или ако имаат евра треба да ги заменат во долари, или пак треба да купуваат сега евра бидејќи еврото е на својата најниска вредност во последните 20 години. И дали би можеле на почеток да објасните како се случи ова прв пат впрочем од како е воведено еврото, доларот да стане посилен од европската валута? Да. Значи, кога зборуваме за валути, раст пад на една валута во однос на друга странска валута, всушност станува збор за парови на валути. Значи, кога едната расте, другата паѓа. Во случајов доларот иде нагоре, еврото паѓа. Меѓутоа доларот порасна и во однос на останатите странски валути, да речам јапонскиот јен во однос на австралиски, канадски долар и така натака. Конкретно во однос на еврото, да, порасна на 20 годишно највисоко ниво или највисоко од 2002 година. Минатата недела достигнувајќи 0,995 значи ниво во однос на еврото, значи за 1 евро мораше, мислам, се калкулираше 0,995 долари. А од друга страна пак доларот порасна и на 24 годишно највисоко ниво во однос на јапонскиот јен, кој пак континуирано слабее ради политиката на јапонската централна банка, која не отстапува од незината ултраслободна монетарна политика, држејќи ги ниски каматните ставки. Така да доларот расте, кој што кажа, во односи на другите валути. Да, ги спомнавте јенот и да, значи има и доларски индекс кој што се преспитува меѓу доларот и останати 6 валути, како што се евро, франак, долар, франак, фунта, јапонски јен, канадски долар и шведската круна. И тој, значи, исто така е пораснат го следи движењето на американскиот долар на ниво од 2002 навака, највисоко. И сега на што се должи растот на доларот? Се должи на зголемената побарувачка на долари. Пред се, како што реков, од една страна слабењето на еврото. Еврото слабее, кој што знаеме, ради војниот конфликт во Украина. Ради кризите во Германија со снабдувањето на газ, политичката криза во Италија и така натака, додека во Америка доларот јакне ради зголемената побарувачка, ради високата инфлација, ради високите каматни стапки кои ФЕД континуирано ги зголемува од почетокот на оваа година, додека Европската централна банка уште, да речам, го чека јули како краен датум, нели, за почеток на раст на каматна стапка, односно чекаше претходно да помине тој период на програмата за купување обврзници кој беше воведен за време на пандемијата во 2020 во износ од 1,85 трилиони евра. Тој истекуваше во јуни, така да сега е 21 јули, чинам датумот кога треба да биде донесена новата одлука на Европската централна банка. Да, на 21, на 26 е на федералните резерви. Така, спомнавте јенот и некои други валути, каков е трендот со британската фунта во однос на доларот и швајцарскиот франк? Да, значи британската фунтата многу не ги мислам е имуна на политичките промени во земјата. Повеќе ги следи овие економски индикатори, да речам, нели, раст на GDP, невработеност и така натака. Меѓутоа се држи стабилно и покрај, нели, оставката на Џонсон, премиеров Џонсон од премиерската функција. Во однос на еврото е пораснато, меѓутоа не драстично. Швајцарскиот франк, значи Швајцарската централна банка си води некоја своја политика непредвидлива, затоа што таа ненајавено ја зголеми каматна стапка од минус 0,75, која беше најнегативна во свет, на минус 0,25. Така што франакот наеднаш порасна,
тоа ми е прашањето. Како монетарните власти во Британија и во Швајцарија успеа да го одржат швајцарскиот франк, односно фунтата, на релативно исто ниво во однос на доларот, а во меѓувреме еврото значително падна? Зошто Европската централна банка не постапи, не ги примени истите механизми како и Лондон и Берн? Секоја од земјите си има своја политика на водење на своја монетарна политика, и банката на Англија и швајцарска, значи тие немаат некој, да речам, комуникација меѓу себе ако прави едната зголемување на стапките, дека и другава ќе ја следи, зашто и британската фунта неколку пати ја зголеми стапката по 25 базни поени. Така да видите, значи девизите, односно курсот на странските валути се формира на овие курсеви кои што флуктуират се формира слободно на пазарот, зависно од понудата и побарувачка. Значи побарувачката за долари е поголема сигурно од побарувачката за фунти. Франакот и доларот се као валути кои што се најпобарувани, као safe haven, така ги викаат, као резервни за чување. А плюс каматава на американскиот долар која што достигна 1,75, сега се очекува 75 до 100 базни, значи може и 1% да ја зголема, тоа ќе видиме наредната недела. Додека франакот, иако е негативна каматна стапка, сепак го чуваат како резервна, како стабилна валута. Добро, какви се во однос на овој период, изминатите денови, кога се случи ова израмнување на вредноста на доларот и еврото, а потоа и тој блага предност во корист на доларот, какви се случувањата на македонските финансиски пазари во банките и во менувачниците, што прават македонските граѓани? Дали има зголемена побарувачка за долари овде? Дали веќе почна трендот на менување на еврата во долари? Или пак такво нешто не е забележано? Значи, нашава земја има фиксен курс и стабилен курс на еврото во однос на денарот во однос на еврото. И Народната банка постојано апелира дека курсот е стабилен, дека нема да има оние девалвации и не знам што. Така да при секоја најмала криза македонскиот граѓанин прво трча во менувачница или во банка да купи евра, зашто не знам, мисли дека кој знае што ќе се деси. Значи ќе ги купи на поскапо, после ќе му треба да ги продаде за некоја намена, ќе продаде со пола денар поевтино, така да пак е он во загуба. Значи ја би рекла дека не треба да се следат овие шпекулации кои што се пуштаат, да не речам муабети меѓу луѓево, ќе има девалвација, ќе падне курсот на денарот и така натака. Туку треба да се следат апелите на Народната банка, на гувернерката, на вице-гувернерите и така натака. Значи курсот на денарот е дефинитивно стабилен. При секоја најмала криза, како што реков, имаше зголемена побарувачка кај менувачниците и кај банките. Значи банките безпрекорно ги задоволуваа потребите за евра на граѓаните во секој поглед и во секој момент. Од април оваа година Народната банка им даде можност на менувачниците, затоа што до сега тие можеа само да продаваат девизи кај банките, не можеа да купуваат. Значи можеше само едната страна да ја купуваат. Меѓутоа Народната банка им дозволи од април да купуваат евра од менувачиците од деловните банки во случај кога ќе има потреба. Така да тоа мислам дека е сега избалансирано, дека не се чувствува зголемена потреба, а конвертирањето од една во друга валута, конкретно од долари, тече нормално затоа што нели ради одмориве, ради летниот период, ради движењава, патувањава, нема некоја зголемена фреквенција на конверзии. Имате поточни податоци колкав е прометот на девизниот пазар во земјава во изминатата недела, на пример, колку девизи на дневно ниво се тргуваат и која е при тоа најбарана валута? Еврото е секако најбаран, ако мислите за плаќање во странство, така? Да, мислев за и во менувачниците и во банките. Дефинитивно, видете сега во странска валута најмногу се купува. Се купува евро. Да. Евро се купува, да. И се конвертираат од една валута во евро, така да мислам денарот е врзан со еврото, така да што и да се случи, граѓанинот не може да изгуби, а додека кај доларот кој што флуктуира еве 5 денари, да речам од март април до сега, 5 денари е доларот пораснат. Така. Скоро 5 денари. Во однос на прометот, дали се забележува некој зголемување поради летните одмори, како што рековте? Не, во однос на прометот тој се движи тука 60-70 милиони евра на дневно ниво. Значи зборам за сите банки заедно, според податокот од Народна банка.
Дали и вие како девизниот финансиски аналитичари од Сдруженијето за финансиски пазари АЦИ Македонија сметате дека на долг рок најбезбедни за штедење се оние како што ги нарековте сейф валути, доларот и франкот или за штедење? Па видете, не можеме да кажеме кои валути се најдобри за штедење затоа што тие се флуктуирачки валути. Флуктуираат, може да ги купи на 60, кога ќе треба да ги продаде на 50, на 45. Така да за штедење секој сам се одлучува во што ќе штеди во однос на штедењето. Македонскиот денар, како што реков, е врзан, нели, стабилен во однос на еврото и да штеди во денари во секој момент може да се купи евро. Може да се купи долари, меѓутоа цената на доларот не е, да речам, фиксна и загарантирана. Сега, како што рековте, македонската економија со години наназад, македонскиот денар е врзан за еврото и е стабилен, но овој тренд сега на тоа постепено подјадување на еврото од страна на доларот и така тоа ситно грицкање, како ќе се одрази врз македонската економија, реалниот сектор? Во реалниот сектор, мислам дека најпогодени се увозните компании, тие кои што имаат плаќања во долари. Пример е да земам некоја компанија која што увезува суровини или полупроизводи од некоја странска земја. Значи може и од Германија да увезува производот да го плати во долари. Тоа се зависи од должничко-доверителскиот однос меѓу двете страни. Ако добавувачот сака неговата роба која испорачува, нели, во Македонија да му биде платена во долари, тогаш ќе биде платена во долари. Затоа што можеби после тој треба да плати во Кина или не знам како. Но имајќи предвид дека наш најголем трговски партнер се земите од Европската унија, имаме голема размена со ама пак ќе кажам дека може од каде и да увезуваат, може да се изврши плаќање во долари. На кој начин влијае врз поскапување, да речам, на цените? Ако, например, фирмата во април договорила увоз на одреден производ при што му се испорачува фактура во долари и има рок да плати се до моментот дека не ја приминили робата, ја прима сега. Значи, тогаш ако бил 55 денари доларот, сега е 60, автоматски 10% тој мора да ја инкорпорира цената во производот кој што ние ќе го купиме, фактички. Така, што е со кинеската валута и бидејќи имаме и не голем, но сепак трговија и со Кина, стоките кои ги увезуваме оттаму, ги плаќаме во долари или? Да. И дали и тие поскапеа? Во долари. Значи, како што реков, увозот најмногу поскапе ради скок на цената на нафтата, на енергијата и транспортот најмногу. Не заради поскапувањето на самиот производ, туку ради поскапување на нафтата и на транспортот кој што малтене дупло ги чини увозни компании. Со оглед на тоа што растот на доларот во однос на еврото се должи и на воената криза во Украина, на која не се гледа крајот, дали трендовите и анализите на економските аналитичари, на финансиските експерти се дека овој тренд ќе продолжи и во втората половина од годинава, дека доларот и натаму ќе јакне во однос на еврото или сепак се очекува одредена стабилизација? Значи, движењето на доларот на подолг рок никој не може да го предвиди. Например, значи, тие предвидувања се менуваат од недела за недела, да не речам од месец за месец, зависно од случувањата во светот. Значи, многу е битно, да кажам сега, како ќе излезе податокот за реалниот GDP во Америка. Ако повторно е со минусен и негативен поголем предзнак, тоа значи е негативно за американскиот долар. Тоа се некои индикатори кои што ги движат валутите, стапката на инфлација, стапката на невработеност, висината на бруто домашниот производ и така натака, така да стапката на невработеност моментално во Америка е на најниско ниво, значи уште од времето на Трамповата администрација 3,6, што е добро. Меѓутоа бруто домашниот производ е минус 1,6 и се очекува сега следниот да видиме колку ќе биде за вториот квартал. Ако испадне пак негативен, тоа е негативно и за доларот, значи дефинитивно ќе оди во надолна линија, а до каде не може никој да предвиди. Европската централна банка ги зголеми каматните стапки за да ги заштити граѓаните на земјите на Европската унија од инфлација. Да.
со инфлација и тоа речиси двоцифрена, односно веќе ја надмина двоцифрената граница, се соочува и САД. Значи можеби невработеноста е на ниско ниво, меѓутоа цените и таму растат. Да, 9,1 е во Америка инфлацијата. Дали тоа се очекува дека и Федералната банка таму ќе ги зголеми исто така? Да, значи кој што кажа 26 јули таа ќе ги зголеми дефинитивно, али колкав процент не се знае, можеби и за еден базен. Затоа што Банката на Канада минатата недела ја зголеми за 1% низината каматна ставка. Од 1,5 на од 1,5 на 2,5%. Може истиот пример да го следи и Америка. Според ова би требало растот на доларот да стагнира, односно да запре и да стои на некое ова ниво. Тоа се зависи од движењето на еврото. Исто така. Значи, ако се подобри состојбата во Европа, па може доларот да падне. Значи, кој што реков, тие се обратно пропорционални. Значи, зависно од податоците кои ќе излезат сега во јули за вториот квартал и во Америка и во Европа. Имајќи ги предвид основните економски закономерности, ова растот на доларот го отежнува најмногу американскиот извоз. Да, и тоа значи дека на американските компании не им одговара, повеќе им одговара на европските. Па нормално, на секоја земја, еве и на швајцарците не им одговара поскап извоз, затоа што многу е висок франакот. Исто и на американците. Значи се што се изведува е многу поскапо, значи мора да го платиш поскапо доларот. Така да да, отежнително е за извозниците. Некои аналитичари велат дека дури растот на доларот во однос на еврото е добра вест за Македонија, бидејќи на тој начин се намалува долгот на земјава кој е врзан во евро, и со тоа што еврото паѓа во својата вредност, паѓа и надворешниот долг на земјава. Меѓутоа не остава незначително. Да, не е нешто премногу, да речам, значено за да се анализира, затоа што, како што кажав, нели, денарите се врзани со евра, потоа тоа се конвертира во долари, меѓутоа тоа се податоци во моментот на пресметка колку изнесува БДП во долари. Така. Во изминатиот период исто така беше актуелно и барањето на Русија гасот што го извезува да се плаќа во рубли. Едно време во Македонија сосема ја снема рублјата од од курсните листи, потоа е вратена повторно. Како е сега поменувачниците и во банките, ја имали рублјата, се барали рублјата? Да, рублјата како кеш никогаш не се тргувала поменувачниците. Банките имаат, меѓутоа како безготовинско плаќање, значи денари да уплатиш, ти ставаат рубљи, меѓутоа на сметка ако треба да направиш дознака во странство. Мислам, не се држат рублите на сметка од страна на банките, туку директно се прави плаќање. Тоа што ги снема рубливе во не само во нашава земја, да ја снема од сајтот на Народната банка, затоа што Европска централна банка престана да објавува фиксинзи, тоа се фиксни курсеви кои што ги објавува секојдневно за секоја валута, евро во однос на останатите валути. И немаше начин како таа да се пресмета за да може да се изведе курс кој би се ставил на курсната листа. Тоа е причината што, да речем, ја снема. Тоа траеше не многу долго и потоа повторно ја врати. Така, какви се вашите сознанија, дали менувачниците во Македонија имаат доволно и евра и долари да ја покријат евентуалната зголемена побарувачка? Па да, кажав и претходно дека во случај да немаат, се обраќаат кај деловните банки, на кои Народната банка им даде можност да купуваат евра од банките и да ги сервисираат граѓаните. Така да паника не треба да се создава. Како стоиме во овој период со дознаките од странство? Дали тие и натаму се зголемени со оглед на летните одмори, приливот на девизи од странство каков е во овој период? Дознаките во странство од страна на правни лица тече мислам, нема некоја поголема промена, исто и за приливите. Па не, мислам и на иселениците наши кои значителни пари инвестираат во Македонија, односно им испраќаат на своите во овде, сума која многу значи за македонската економија. Па добро, тоа е нешто што сега девизниот пазар не ги следи баш и до толку, да речам, и физички лица сметки, да повеќе се ориентира кон странски пазари, кон, да речам, девизен пазар во домашна економија, меѓутоа нема некоја поголема промена, затоа што во тој вкупен девизен пазар влегуваат сите трансакции, така да нема некоја голема промена, како што ви реков, некоја значително зголемување
60-70 милиони е горе-доле прометот секој ден на девизните пазари. Да, при крајот на минатата година прогнозите на Централната банка беа дека инфлацијата ќе се движи околу 3%, што беше значително промашување со оглед на веројатно и тоа што не може да се предвиди војната во Украина. Да. Инфлацијата во Македонија надмина 14. Да, значи е двоцифрена и веќе оди се уште нагоре. И за да се запре тој тренд, Централната банка во неколку наврати ги зголеми благајничките записи, каматите на благајничките записи. Може ли да објасните како таа монетарна мерка влијае врз запирање на растот на цените? И дали зголемување на каматните стапки треба да се очекува и во наредниот период? Дополнително. Да, значи Европската централна банка првично на почетокот кога постепено почна да расте инфлацијата над 2%, таргетот на секоја земја да има инфлација од 0 до 2%. Тоа беше и на Америка, тоа беше и на Европа и со години се бореа да го достигнат од 0,5-6 колку што беше во Америка, да достигнат барем 2% инфлација. Меѓутоа кога почна нагло да расте, Европската централна банка сметаше дека тоа е само транзиторна појава која што ќе помине и повторно инфлацијата ќе се врати на ниско ниво. И како што реков претходно, веќе е закаснета реакцијата со раст на каматните стапки, кога сите останати ги зголемија, дури и швајцарската, за која се очекуваше дека може би првпат ќе ја зголеми во септември ради јакиот франак. И задоцната е реакцијата со зголемување на каматните стапки, но ајде, сепак ќе се деси, барем да се деси не она 25 базни поени колку што првично се предвидуваше, туку барем 50 да влезе во некоја позитивна нула, да кажем. Народната банка, нашата Народна банка на Република Македонија, можеби некако ги следи тие, да речем, постапки на Европската централна банка, меѓутоа од неодамна почна да ги зголемува стапките на благајничките записи. Тоа е нашата референтна каматна стапка и на последната аукција ги зголеми за 25 базни поени на 2,5. Значи целта е да можеби не толку да се сузбие инфлацијата, туку да се акумулираат повеќе пари, да не им се остави, тоа е целта на секоја економија која ги зголемува стапките, да не се пуштени многу пари во оптек, за да не се подгреваат цените, да не се зголемува побарувачката, да се подгреат цените и инфлацијата да иде уште нагоре. Да, меѓутоа инфлацијата и натаму забрзува. Забрзува, да. Меѓутоа ви кажам, забрзува ради поскапите трошоци, ради поскапиот долар, ради скапата нафта, скапите транспортни трошоци. Ние сме увозно зависна економија. Тоа е нормално. Има други монетарни механизми со кои може да се интервенира? Па првично е ова, зголемување на каматната стапка. Значи, потоа можеби изголемување на задолжителната резерва од страна на Народната банка, со кое што, повторно ќе кажам, ќе се остави простор за помалку да се даваат кредити на населението, ќе им се зголемат малку можеби каматните стапки, да не се опуштаат во смисла на трошење и да не се зголемува побарувачката. На тој начин се подгрева инфлацијата. Комерцијалните банки во меѓувреме ги зголемија каматните стапки прво на заштедите на граѓаните, но се очекува да поскапат и кредитите. Дали се такви прогнозите? Па можеби да, ќе почнат да ги зголемуваат, но да видиме сега за колкав процент, затоа што сепак и тоа е на штета на граѓаните. Да, поентата е во секој случај да поскапат парите, исто како и другите производи, за да ако има потреба на вистина да земе кредит, тој ќе земе дали е 4 или 5% каматата, сепак ќе земе. Весна Трајковска, Сдружение на финансиски пазари АЦИ Македонија, ви благодарам за гостувањето во утринската на Телна. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, останете со нас, следуваат редовните содржини во утринската програма на Телна.